Расте бројот на дебели деца во земјава, а поголем пораст е забележан кај девојчињата. Анализите на центрите за јавно здравје кои вршат континуирано следење на нутритивниот статус кај предучилишни и училишни деца покажуваат дека секое трето е дебело. Доктор Ратко Давидовски вели дека ако во раните 70-ти години околу 15 до 20% имало дебелина кај децата, сега тој процент е удвоен. Тука сме во просекот на светскиот просек и што е многу карактеристично, дебелината најповеќе ја има кај оние земји, кај медитерански земји, кај што имаме медитеранска исхрана, што значи дека нема више медитеранска исхрана, односно фастфудов, брза исхрана, од типот на Шпанија, Португалија, Италија, Грција. Тука сме и ние. Нешто подобро стоиме, меѓутоа резултатот не задоволува, не е добар резултатот, ви кажа фото овој период од 34% на 37% е пораснато. Значи одиме, рапидно се зголемува дебелината кај децата, а импакт најголем во оваа дебелина учествува со дури зголемување од 7% кај женските деца. Доктор Давидовски вели дека освен нарушената рамнотежа на умерена исхрана и физичка активност, за појава на дебелина влијае и генетиката и стилот на живот. Децата имаат седечки стил на живот, премногу време пред екраните, дали од телефонот, дали од компјутерот. Многу малку има физичка активност, иако се зголемиат часовите за физичка активност, меѓу кои ние бевме тие, ни од иницијаторите да се зголемат, следејќи ги овие трендови што се случуваат. Во градинките пак внимаваат на оброците на децата токму поради важноста на здравата исхрана. Секој ден се знае што се приготвува за децата, топол оброк, прилично гледаме се да биде сготвено и приготвено од тука, се помалу да има купени продукти. Овош е исто така има секој ден, да го запазуваме ужинката на децата, зашто и таа е многу битна у целиот тек на децата што престојуваат тука. Значи, што да кажам друго? Све здраво се приготвува, од зеленчук во супата се става, исто така и во манџичињата што и правиме. Дебелината е болест и ризик за појава на други заболувања.